Ви представува чест и задоволство што ќе разговарам со првата жена инструктор на службено куче во Македонија. Кристина Шишкова е наша гостинка. Добро утро, Кристина. Добро утро и благодарам на поканата. Со особено задоволство велам првата жена инструктор на службено куче. Оти стереотипите се рушат за женската мисија во која што сте ти Ада, кучето, ќе ни раскажеш. Прво, да објасниме дека тоа е, ти си дел од единицата за службени кучиња. Да. Таа е при Министерството за внатрешни работи. И ајде да ја представиме твојата професија. Што значи да се биде инструктор на службено куче? Значи вака, пред се многу сум горда, бидејќи сум првата жена. За мене представува особена чест и задоволство, бидејќи сум дел од единицата за службени кучиња. Морам да кажам дека бев супер прифатена од колегите. Тоа после ќе прашам. Да. Значи, моментално, јас и Ада сме во основна обука. Да објасниме, Ада е каков тип на куче? Ада е белгиски овчар, малиноа. Да. Има 8 месеци. Да, супер. Морам да признам дека супер е и ми беше предизвик. Ќе ги пуштат колегите за да можеме точно да видат што станува збор. Да, ми беше предизвик да работам со Ада, бидејќи од таа раса малце потемпераментно куче, но супер се вклопивме, да. И сега како оди твојата работа? Како оди твојот работен ден? Па вака. Ти си постојано врзана со Ада? Да. Значи работиме 12 часа. Работиме по предходно изготвен план за работа од страна на инструкторите кои што ја водат, значи обуката, не само мојата, обуката значи на сите. Значи пред се правиме кратки прошетки на полигоните во единицата, потоа правиме подготовка на опремата, на продуктите кои што ни се потребни за работа, значи надвор од единицата, вежби кои што ги правиме на повеќе локации во Скопје. Какво образование треба да се заврши за да се биде дел од единицата за службени кучиња? Значи треба да се заврши полициска академија, да се има најмалку 2 години работно искуство, а потоа значи може да се конкурира на огласот кој што ќе биде наменет од страна на единицата за службени кучиња. Добро, и стана првата жена инструктор на службено куче. Како, од каде идејата, зошто баш оваа професија? Па, уште како мала имав желба и соништа да работам таква работа. Мислам, секогаш и во другите држави сум гледала дека мажите работеле таа работа, но ме интересираше работата со кучињата, нивниот темперамент, храброста, дисциплината, значи, како е да се работи со едно такво куче. И сметам дека уште од најмала возраст треба да се прави добра социјализација на службеното куче, бидејќи со добра социјализација може да биде добро службено и работно куче. Што значи тоа добро службено и работно куче? Која е задачата на службеното куче? Вие сте во интервентниот дел на полицијата, така за, како што би рекла народски, за не дај Боже. Тогаш, да. И во кои случаи? Па вака, значи, Ада ќе биде специјализирана за наркотици и за оружје, по завршување на обуката, бидејќи има 3 нивоа на обука, основна, специјализирана и континуирана. По завршување на обуката, значи, ќе можеме јас и Ада, доколку има потреба по предходни барања, значи, од други организациони единици, да постапиме. Значи, на граничен премин, ако треба претрес да се прави некаде, значи ќе постапиме јас и Ада, доколку е потребно, нели, куче службено за наркотици или за оружје. Добро, рече дека од прилика 40 на кучиња се службени кучиња, да. Секој се специјализира за различна Па да, секој е за различна цел, само службените кучиња кои што се специјализирани за експлозиви и експлозивни направи и службените кучиња за откривање на лешеви не смеат да бидат специјализирани за други цели. Така, значи само за таа цел. Добро, многу интересно, вака од страна, како обични граѓани, кога ќе прашаме што се случува, кој е делот на вашата работа, што правите вие, како ви е денот. Единствената жена помеѓу колку мажи? Помеѓу 20. Помеѓу 20. Вистински джентлмени или како? Па да, искрено добро бев прифатена, уште на самиот почеток. Морам да признам дека колегите ми рекоа да си задолжам лабрадор,
Меѓутоа, Добро. Да, како помирно куче, помило, но задолжив, нели, белгиски овчар малиноа и со Ада супер се вклопивме, иако е темпераментна, нели, учиме послушност, уште сме на почетокот, но супер се. Да покажеме од самиот старт зошто вреди да се биде жена инструктор на службено куче. Ги зачуди ли кога конкурираше? Па да. Се рушат стереотипите веќе одамна за жените во униформа. И ти си една од тие доказот дека не треба да постојат повеќе стереотипи. Но се уште има чудење кога ќе кажеш, без разлика не само и делот од вашиот колектив, туку и кога ќе кажеш тоа е твојата професија. Да, значи предходно работев во полициска станица од општа надлежност. Еве си ти заедно со Ада. Уште од самиот почеток знаеа дека сакав да го работам тоа. И кога видов дека можам да конкурирам, мислам кога поминаа 2 години, нели, работно искуство, можев да конкурирам, поднесов, значи, и бев прифатена. Меѓутоа, колегите од мојата полициска станица вика, немој да се пријавуваш, па само мажи работа таму, не е таа работа за тебе. Па не е ова работа за жени. Да, меѓутоа беше предизвик за мене, уште како мала сакав да го работам тоа и верувам дека секој кој што верува во своите соништа и желби може да ги оствари. Кога се подготвувавме за разговорот, велиш дали го работам сега тоа што најмногу го сакам, би се оствари сонот. Да, така. Да. Нема ништо поубаво и тогаш ни еден ден нема да ти биде работен, туку ќе ти биде задоволство и уживање. Еве како со Ада, како ви е еден работен ден? Така? Да. Ова е на полигонот во нашата единица. Обично во утринските часови или попладне, значи ги правиме вежбите во единицата. Додека кучето е мало, гледаме социализацијата да ја правиме надвор од единицата, каде што има манифестации од јавен карактер, стадиони, нели нормално, за да се навикнат на врева на возила и на луѓе, за понатаму, нели, значи да не пројавуваат стравови кога ќе треба да излезат на терен. Добро, Кристина, се мешаат кучињата меѓу нив? Се социализираат меѓу нив? Сите... Гледаме, гледаме... Сите заедно, всушност. Да гледам, значи, нормално колегите кога ќе пуштат, значи, на полигонот во единицата службено куче, гледам јас и Ада да ја пуштам, за да може со другите кучиња да се навикне нормално, да не реагира во надвор од единицата кога ќе треба негде да се поставува. Би советувала за младите девојчиња кои што сега почнуваат во своето образование да станат полициски службеник, да изберат токму оваа единица? Па да, им советувам, бидејќи секој кој што сака да биде дел од единицата, се надевам дека ќе имаат повеќе храброст, еве, откако јас се пријавив, откако станав дел од единицата, дека ќе имаат повеќе храброст и дека ќе има повеќе колешки. За жените вела дека се повеќе попрецизни од мажите, но и подетални. Се надевам дека токму такви ќе бидат вашите акции, така, кога ќе ве пуштат веќе кога ќе ве пуштат да работите заедно со Ада на терен. И само би сакала да заокружам и да те прашам дали наназад образованието, работата од 12 часа, затоа што некако и не сме научени како менталитет да работиме 12 часа, и секојдневната работа и комуникација и теренска работа пред се, и ова униформа која што ја носиш, која што тежи и лето и зимо, така и на плюс 40, на крајот единот кога ќе легнеш, дали вреди? Па вреди искрено да ви кажам, значи во ниту еден момент не сум се покајала да кажам што станав дел од единицата, бидејќи сакав да го работам тоа беше професијата што секогаш, значи, сум сакала да работам, уште како мала, ми представува задоволство. 12 часа, значи, поминуваат брзо, кога го работиш тоа што го сакаш, нели нормално. И со Ада супер се вклопивме, се надевам дека понатаму ќе имаме успеси. Се надевам само на успешни мисии да постигнувате со Ада заедно, а особено сум горда кога се рушат стереотипите за машки и женски професии. Кристина Шишкова, првата жена инструктор на службено куче во Македонија, беше нашиот гостин. Ти благодарам. Ви благодарам.